И додека Блискиот Исток и Блискиот Запад повторно го разгоруваат тој еден вечен конфликт што си го има, тој е комплетно демократски, значи е за правата на луѓето, не е воопшто за користење туги ресурси и доминација. Ичне е политички, стриктно за човековите права се работи. И додека светот полека заборава на Украина и сега се префрла во навивање меѓу Истокот и Западот, да се кабили по кладилниците оклад, кај нас во не заборав одат уште две жртви. Останува само да се прашувам, до кога ќе живееме во среден век? Гарант има луѓе што мислат дека среден век значи дека векот е среден, суреден, ме сваѓаш, направен веко, не е среден век, пред веко е она. До кога ќе ни бидат ускратувани основните човекови права? И до кога ќе чекаме институциите да почнат всушност да работат за тие од кои земаат плата? Пошто нели кај нас луѓето мислат дека партиите ги плаќаат институции, не дека народот плаќа. Ма добра, да пуштам шпицата ти. Како се загреам вака со муабето, ќе ја заборам. Исто како што ги забораваме сите земји кои последните 10 години имат поминато некоја војна вакви бомбардирање. Секој чудо за 3 ден, освен шпицата, таа вечно ги треба. Ајде бате. Животот кај нас бевате стана како некој да го има пишано во некоја книга што никој не ја чита. Криминалистик, некој психотрилер во кој ни глани опашка не можеш да најдиш и на крајот завршва и појма нема што се случи, и нема смисла крајот. Оти режисерот мислел дека тоа е уметност, не сваѓаш. Е таму живееме ни. И после ќе ми речат бегат луѓето за поке пари во странство. Нема поке пари во странство. Сам има поке пари, ама има и поке трошат. Одамна веќе не бега народот за пари, бега заради тоа што книгата поке нема смисла. Си имат изгубено меѓу редовите. И се обавезно ќе се најди некој ти што странство да не е поарно. Абе може и не, ама кога ќе ти дојди до овде сегде е поарно. Мене сега на пример да ме отепаш не одам негде да се кренам на друго место живеам. А па реално и немам потреба. Јарно има еден тон луѓе што имат потреба. Ви се верва дека во 21 век, во 2026 година, уште луѓе се изживуваат со други луѓе, со послаби од нив. Ви се верва што читаме повестите, отвараш Facebook или што да е и обавезно има некоја нова глупост секој ден. И секој пат кога ќе помислиш дека сега дното го стигнавме, подолу од ова не може. Животот кај нас ти вика грешка си ба. Мислиш те можеш полошо од ова, саќе ти кажам. И другиот ден скролнуваш полошо. И се знам дека 90% луѓето ќе речат политиката не расипа, ваката красна држава имавме политиката. И до негде така е, политиката дефинитивно има изиграно една лучна улога овие 30 и кусуро години. Ама не можеш да речиш и дека само до политиката бе брат. Политиката ги тера овие подома да тепат жени деца. Политиката ги тера луѓето да следат и да малтретират чупиња. Политиката ги тера на црно да работат. Ако бе другите не ги тера политиката, само нив ги тера. Значи не е само до политиката, таа има улога дефинитивно. Ама мора да си признаеме и дека до нас е бе. И ова не е ништо ново. Секогаш имало вакви луѓе меѓу нас. Само што порано немаше толку интернет и социјални медиуми за да се дознава. А бога ми порано и народот беше поинако. Ке слушнам јас дека некој некого малтретира, дека хаос се дешава константно и така ќе седам. Нема грешка, нема бате. Те имаше случајно еднаш во станоите по Скопје кај што живее. Стано над нас мир и туку прик вечер ќе почнеше хаос да се дешава. Ја еднаш два пати ги речиш да не му се меша. Ама третиот пат ќе речиш ова веќе нема смисла. И му се качваш и му тропнуваш на врата. Ти вистина не е твоја работа се мешаш во туѓи разговори, ама кога се работи за насилство, море луѓе, насилство. Не можеш да ми речиш дека немаш појма што се дешава. На крајот на денот ако не киш да се мешаш или ако не е твоја работа, се нарушува јавниот ред и мир. Пријави бевате. За глупости пријавувате, за слави пријавувате, за 300 чуда човек не може роден ден да си прослави. Зато во ред е да се пријави, ама кога се малтретират невини луѓе, тогаш не се мешам. И е многу фер. Што зборам јас, 99% народ убедени се дека не се невини тие што се малтретирани. Ако не ме верваш, ој по коментарите прочите. Чи нема шанса ваква случка некоја да има и да не се направи пола народ паметен. Ако не, кузнај што има праено, не е џабе. Ја мајката. Што има направено бе бате? Што саш да кажеш со коментар? Ама може да го провоцирал. Што саш да кажеш со коментарот? Деме како те провоцира жена на било каков начин, треба му кажеш кој е маж во куќата. Така се покажува кој е маж во куќата. Извини, молим те, о ти семоќен Богу над боговите. Што ако не е волјата твоја, како на небото така и на земјата, не ги простуваш гревовите, туку ги малтретираш чедата. Демек маж си, посилен си, са треба ги малтретираш послабите. Демек то те прави поголем. Кај се наоѓаме во трето 3, кој се тепа, тој се сака. Значи не ми се верва дека уште постојат луѓе што мислат дека ќоте кој е еднакво
на љубов. Демеки јас неќам, ама многу те сакам. Чукнете си ја глата море, не туѓата глава, вашата. Не имаш тој што тепа. Особено кој се работи за жени и за деца. Нити некојаш бил, нити ќе биде. Маше тој што се бори за фамилијата, тој што му го прави животот поубав, тој што трпи за сите други. Тоа е силата на маж, силата на личноста. Какви војни имало во историјата, што били и посилни, и поспремни, и попаметни, се поќе од сите што познаваш, војувале и освојувале и па на крај потврлиле како луѓе, имале мизерни животи и завршиле неслав. И сето тоа било пред 2000 години. И наместо со теко на времето да стануваме поголеми луѓе, да научиме како треба, ние се уште меѓу нас имаме луѓе што живеат пред 2000 години, што се убедени дека тој сега треба да дојди дома и сите да му ќутат, нозете да му ги бацват. Тој како што ќе речи оти да не заигра. Што да заигра, море. Како не ви е срам. 2026 година сме, не сме 26-та. Доста живејте во време ој Рики Мартине, добичеш батине. Се бара партнерка и се прави соживот, не се преробовладетелство. Никој никого не е должен да го трпи. И обратно истото важи, мај да не гибаме жените сега, пошто сензитивна тема. И уште поако вакви коментари обично клават сурати со фамилија. Значи фамилиарна слика има, му отвараш профилот со жена, со деца, со сите марифети сликан, коментаро одгнасен, погнасен. А отвараш профилот, секој втор пост е нешто за празниците. Верни голем, амин пишиме под сликите. Јас не знам како можете на еден пост да напишиш амин, на другиот да го напишиш најгнасното нешто што ќе ти дојде. А ваму се сметаш за голем верен. Од една страна и религијата ти вика не осудувај, пошто нели има кој да ти суди. Од друга страна кој стигна, шо стигна осуди и само гнасотилуци читаме и гледаме. А истовремено се сметаме за многу добар, топол народ. Каков народ сме ние, нема ко нас. Гарант некој битолчен си помислува, какви ги има, супер сме. Секој пат кој видам нешто вакво, не ми се верва за шо треба да правам муа. Сам не дека треба, ама не можеш да не збораш на темата. Хоре кај се наоѓам, докај ќе тераме вак и вие по институциите. За мене јасно, на сите му јасно ствари. Кој како, зошто и каде влезе. Секоја чест на исклучоци. Ма небитно кај си, кој си, зошто си бе брат. Не може да дозволуваме вакви работи да се случи. Значи дај засукајте и малце ракајте, фатете се за работа. Имате одговорност пред луѓето. Не може за некој државата биде мајка, за некој маќа. Не може луѓе да се изживуваат со други луѓе и така никому ништо помини работа. Там добро е, очигледно може. Ама не дај Боже ќе дојди ден кај што на некој ќе му пукни филмот и после ќе биде работата леле што направивме. Само што тоа ќе ви е полесно, ќе има на кој кривицата да ја префрли. Значи срамота е да правиме муавет зо. Кој сака како сака нека ме свати срамота. И пошто милион луѓе пишат коментари и клават статуси во вакви моменти, што е нормално. Имаше многу што пише муавет од типот нека му кажи некој таму на тие надлежните дека и тие имат фамилии, не дај Боже на секој може да му се случи. Не бе бате, тие за нивните си се секират, за другите не му е гајле. Оти ако на сите ни беше малце поќе гајле за сите, ако се грижевме еден за друг, ќе бевме многу подале. Овде очигледно секој за себе си работи. И се дури си работиме секој за себе, работата ќе надо. Мисля мене ако ме најдат. Ако не, кој те праша? И тоа е. Мислам дека доста е за денес, пошто ако продолжам да зборам на темата ќе влезам малце подлабоко, а луѓето неќат ни да се спомнува нешто вакво, камоли некој подлабоко анализа да направи. Така што јас си кажав тоа што мислев да кажам, а вие како сака. Толку од мене, поздрав, имајте убав ден.